Така, во последниве 5 до 6 години, ако земеме 2019, ако ја земеме како некоја репер година, таа предпандемиска 2019, лизинг пазарот во Македонија се развива со едно задоволувачко темпо со просек од 20% годишно, при што во последната година, значи 2023, испласирани се преку 110 милиони евра на македонскиот пазар со приближно 3500 лизинг договори. Ако се земе во корелација со развојот на продажбата на нови автомобили во Македонија, која за овие 5 години, значи повторно од 2019 како некоја репер година до минатата расте со просечно темпо од 10%, се гледа дека лизинг индустријата направи во последните години сериозен помак, значи во делот на финансирањето и во бројот на нови клиенти, и станува се попрепозната од клиентите и попопуларна и подостапна за истите. Така да се надевам и во оваа 2024 веќе трендот во првите месеци е позитивен, така да очекуваме и ние тој позитивен тренд на развој на лизинг индустријата да продолжи, при што и самите портфолија на лизинг компаниите, па и на нашата да се зголемат, со тоа што заклучно со 31.12, чисто како некоја споредба за вас, пошто е релативно мал сегмент, рековте, од прилика лизинг компаниите имаат портфолио од прилика 200 до 220 милиони евра. Така, а какво е влијанието на странските инвеститори кои ги имаме тука во Македонија, токму врз лизинг индустријата, кој е најбараниот инструмент? Па добро, странските инвеститори секогаш имаат позитивно влијание врз било кој бизнис сегмент во економиите, па така и во лизинг индустријата. Она што е интересно посебно кај странските инвеститори, а и генерално кај компаниите кои се со странски капитал, е тоа дека не го бараат толку оној класичен финансиски лизинг кој што ние, да кажеме, кор бизнис сегмент кај поголемиот одработењето, него го бараат оној дел на оперативен лизинг со целосно одржување или така наречен full fleet management. Сакаат генерално странските компании предвидливост во нивното буџетирање и во нивните трошоци, а тој дел со целосно одржување им го дава, затоа што пред се целокупното менаџирање и на дали се тоа возило, дали друг тип на опрема го превзема самата лизинг компанија, при што, значи, тоа е некој, да кажеме, начин на работа кој е практикуван и во нивните локални домицилни компании.